Првиот го промашија, за некој час на брзина предложија друг, чиј пак главен адот во биографијата што му е прв сосед на вечниот лидер на ДУИ Али Ахмети. Премиерот Ковачевски се правда. Не знаел дали Хекура Насани бил во роднински врски со неговиот коалиционен партнер, ама затоа многу добро знаел дека во контролата за летање имало вработено роднини на синдикалните лидери. Како за ДУИ, така и за него тоа всушност било причината за кавгите и инцидентот со кој се наруши безбедноста на македонското небо. Таа фирма е станата како семејна фирма, бидејќи кога ќе погледнете има до трето колено запослувани, вие кој ќе земете председател на синдикат, татко му работел таму, он работи, брат му работи таму. На крај тие станале како семејство во кое што имаат конфликти кои што обично се случуваат по дома кај луѓе, ме разбирате? Не знам, че внукија 25 години е контролор на летење, така да... За премиерот не било комично тоа што прво предложија кандидат Илир Мехмеди, кој освен што се ја шетал сопругата во Мадрид на државна сметка, не ги исполнувал основните услови да биде директор. Факт за кој никој од министерскиот состав немал појма и тоа го дозна од медиумите. За разлика од владата, Европската унија гледа дека политиката вмешала прсти во контролата за летање и дека инцидентот не бил обична кавга меѓу колеги или роднини. Амбасадорот Дејвид Гирги потсети властите дека роднинските и партиските врски не треба да бидат карта за напредок во кариера и побара добро да се истражат сите политички влијанија во МНАФ. Кога станува збор за различните тврдења во поглед на надворешните политички влијанија, ги повикуваме властите да ги истражат и се разбира да делуваат во однос на резултатите на тие истраги. Кога станува збор за тврдењата во поглед на влегувањето во зградата и заканите и насилството, тоа се прашања кои што треба да бидат истражени и доколку постои загриженост треба да се реагира за тоа. Дека не станува збор за толку бенигнен настан, потврди и министерката за одбрана Славијанка Петровска, која вели за инцидентот имало реакција од НАТО, која меѓу другото треба да се грижи за безбедноста на воздушниот простор на секоја земја членка. Имено дента кога се случил упадот на Скопскиот аеродром слетале 2 авиони на Алијансата.